Почитувани ученици, добре дојдовте во училницата. Јас сум Сузана Јакимовска, предметен наставник по географија од Основното училиште Јан Амос Коменски. Денеска ќе учиме нова наставна содржина која се однесува на климатските типови во Република Македонија. Што ќе научите? Ќе научите да ги разликувате различните климатски типови во нашата земја. Ќе умеете да ги пронаоѓате на картата областите на застапеност на климатските типови. Ќе умеете да дискутирате за нивните одлики, количествата врнежи и видовите ветрови кои се присутни во местата на климатските типови. Што ќе ви биде потребно за работа на овој час? Потребни материјали ви се физичко-географската карта на Република Македонија, тетрадка, пенкало или молиев. Пред да ја почнеме новата наставна содржина, најнапред да се потсетиме на основните поими. Да видиме што означува поимот клима. Секако се сеќавате од минатиот час. Поимот клима или поднебје представува збир на повеќе метеоролошки појави и процеси што ја карактеризираат средната физичка состојба на атмосферата над поголеми или помали делови на земјината површина. Но од што зависи климата? Сигурно се сеќавате. Тоа се климатските фактори, метеоролошките елементи и метеоролошките појави. Кои беа климатски фактори? Тоа се географската положба, близината на околните мориња, шумската покривка и релиефот. Метеоролошки елементи се температурата на воздухот, воздушниот притисок, влажноста и осунчувањето. И метеоролошки појави се ветровите и врнежите. За да можете успешно да ја совладате оваа нова наставна содржина, ќе ве замолам задолжително користете ја вашата физичко-географска карта на Македонија. И при тоа, паралелно со мене, заедно на вашата карта пронаоѓајте ги местата на различните климатски типови. Како последица на природните фактори и климатските елементи, во нашата земја се застапени 3 основни климатски типови. Тоа се изменето средоземноморската клима, умерено континенталната клима и планинската клима. Изменето средоземноморската клима настанува под влијание на Егејското море кое што доаѓа од југ. Понатаму ова влијание се чувствува и по текот на реките Вардар и реката Струмица. Понатаму од запад се чувствува под влијание на Јадранското море. Да видиме кои се котлините каде што е застапена оваа клима. Најмногу изразено е влијанието во следните котлини. Тоа се Гевгелиско-Валандовската котлина, понатаму Дојранската котлина, Струмичко-Радовишката котлина. Значи, овдека карактеристиките на изменето средоземноморската клима се најизразени. Помало влијание се чувствува во следните котлини. И тоа е од Тиквешката котлина па се до Скопската котлина. Сигурно забележувате, тоа е потекот на реката Вардар. И најмало влијание се чувствува во Дебарската котлина, потекот на реката Црни Дрин. Кои се одликите на оваа клима? Изменето средоземноморската клима се одликува со долги, топли и суви лета и благи и врнежливи зими. Како резултат на овие одлики, во нашата земја има и големи жештини. Тука се наоѓаат и најтоплите градови, а тоа се градовите Гевгелија и градот Валандово. Јулската просечна температура на воздухот е повисока од 25 степени Целзиусови. Јануарската е повисока од 3 степени Целзиусови. Што се однесува до просечните годишни врнежи, количествата
се распределени вака. Најголемо количество на врнежи има во Гевгелиско-Валандовската котлина. Тоа количество изнесува 740 мм. Потоа, наредно помало количество на врнежи има и во Струмичката котлина, која што изнесува 650 мм. Во Тиквешката котлина ова количество е помало, изнесува 510 мм. И најмало количество има во Овчеполската котлина. Тоа изнесува 490 мм. Овдека се чувствува влијанието на два вида на ветрови. Од југ е ветерот југо и од север е ветерот вардарец. Нареден климатски тип е умерено континенталната клима. Умерено континенталната клима е застапена во повеќе наши котлини. И тоа се Малешевската котлина, Кумановската котлина, Овчеполската котлина, Скопската котлина, Полошката котлина, Преспанската котлина, Пелагониската котлина и Кичевската котлина. Но овој климатски тип може да се појави и се јавува и кај ниските планини, ридското земјиште и речните долини. Кои се одликите на оваа клима? Одликите на умерено континенталната клима се следни. Има умерено влажни и студени зими и умерено топли и суви лета. Во овој простор, каде што владее умерено континенталната клима, постои разлика помеѓу јулските и јануарските температури. Секако се прашувате зошто е тоа така. Тоа е како резултат на различната надморска височина на која што се наоѓаат самите котлини. Топлите влијанија доаѓаат од југ потекот на реката Вардар и реката Брегалница. И затоа највисоки температури има во Овчеполската котлина и Скопската котлина, додека пак Малешевската котлина има најниски температури, затоа што овдека таа се наоѓа на 800 метри надморска височина. Просечните годишни количества во овој климатски тип се следни. Овчеполската котлина има најмало количество на врнежи. Тоа изнесува, веќе кажавме, 490 мм. Додека пак најголемото количество на врнежи е во Преспанската котлина, која што изнесува 760 мм. И во овој простор се чувствува влијанието на различни правци на ветрови. И тие дуваат и од југ и од север. Во нашата земја постојат и котлини кои што се заштитени од студени воздушни струјења. Кај нив е застапена жупска клима. Тоа се котлините Полог и Дебарската котлина. Жупската клима се одликува со топли лета и поблаги зими. Нареден климатски тип е планинската клима. Планинската клима е застапена на места, односно на планини, кои што се повисоки од 1000 метри надморска височина. Карактеристично е дека со самото зголемување на височините, температурите на воздухот се намалуваат, но затоа пак врнежите се зголемуваат. Одликите на планинската клима се следни. Долги, студени и врнежливи зими и кратки и свежи лета. Најчести се врнежите од снег и тоа во есенските и зимските месеци. Снегот знае да се задржи до април, но на некои планини и до почетокот на самото лето. Најниските температури се чувствуваат на планините кои што се наоѓаат на надморска височина над 2000 метри. Просечните годишни врнежи во овој климатски тип се поголеми од 1000 мм. И тие се најмногу по количество во делот на Западна Македонија.
И овдека има ветрови и тие се чести, особено во есенскиот и зимскиот период. Тие дуваат од повеќе правци. Најстудени месеци се јануари и февруари, а најтопли месеци се месеците јули и август. Сега ќе ве замолам, стопирајте го вашето видео. Целта е да провериме што научивте. Затоа, земете ги вашите тетрадки и одговорете на веќе поставените прашања. Прашањата се: прво прашање: кои климатски типови се застапени во нашата земја? Второто прашање: наведете ги ветровите кои дуваат во местата на изменето средоземноморската клима. Третото прашање е: во која котлина има најмало количество на врнежи и колку изнесуваат тие врнежи? Откако ќе ги одговорите вашите прашања, ве молам, продолжете со видеото како би можеле да ги проверите. Одговорот на првото прашање: кои климатски типови се застапени во нашата земја е изменето средоземноморската, умерено континенталната и планинската клима. На второто прашање: наведете ги ветровите кои дуваат во местата на изменето средоземноморската клима, одговорот е Вардарец и југо. Третото прашање: во која котлина има најмало количество на врнежи и колку изнесуваат, одговорот е Овчеполската котлина со 490 мм врнежи. Наредната активност се однесува на истражувај, дозна и запиши. Што треба да истражувате? Да истражувате што најмногу се одгледува во нашите јужни котлини, какво значење има планинската клима за здравјето на луѓето и што мислиш, кој е најстуден град во нашата земја? Вашите истражувања, откако ќе ги запишете, дискутирајте ги со вашиот наставник, односно вашата наставничка. Ви благодарам на вниманието.